Трета година поред, кикбоксерот Лука Змејковски, член на кикбокс клубот Лидер, го доби признанието за најдобар спортист на општина Виница за 2024. На манифестацијата Спортски асови, што вечерва ја организираше општина Виница, беа доделени повеќе награди и признанија за спортистите и екипите кои постигнаа забележителни резултати. Од моје лично име и од име на општина Виница ви честитам на спортистите од нашата општина за нивните постигнати резултати изминатата 2024 година, за кои што сме многу горди, бидејќи на ваков начин го формираат спортскиот дух и спортската култура, а за тоа ги мотивираат младите да се занимаваат со спорт. Општина Виница од секогаш имала добри спортисти кои низ времето оставиле трајни вредности на кои и ден денес се гордееме. И денес имаме спортисти кои постигнуваат значајни резултати и се вистински промотори на општината во земјата и странство. Радува фактот што се поголем број од младите активно се занимаваат со спорт, почнувајќи од училишните спортски клубови, па се до клубовите кои се надпреваруваат во домашните првенства и на меѓународни надпреварувања. Кикбоксерот Змејковски го освои првото место на државното првенство, а на врвот е и на меѓународната сцена, што пред неколку дена го потврди со освојувањето на златниот медал на Европскиот кикбокс куп во Бугарија. Мојот предик беше да го задржам мојата позиција на светската ранглиста, тоа е позицијата број 1. Кој место си сега? Сега сум уште број 1 на ранглистата и се надам дека ќе останам. Имаше тешки противници во Бугарија. Па можам да кажам дека да. Со бугарчето во полуфинале не беше многу искусен, но противникот во финале беше доста искусен, кој е 3 пати европски шампион. Сега, што е предизвик за наредниот период? Нареден предизвик се надам дека во април ќе наставам во Сараево на исто европски куп, во мај има надпревар во Загреб и на лето има европско првенство. У твојата категорија има ли тешки противници? Па може да кажам дека во мојата категорија има доста тешки противници и има противници скоро од сите земји во светот. Признанието за најдобар тренер четврта година поред му припадна на Дарко Гоцевски од кикбокс клубот Лидер. Тој е најзаслужен за успехот на Змејковски. Четврта година поред ја освојувам оваа награда. Мотивација секако за нас да продолжиме понатаму со успесите, да продолжиме да градиме млади и здрави спортисти и да остваруваат резултати. Со успехот на Лука, кикбоксот како да добива се повеќе на популарност. Дали тоа е негова заслуга или воопшто на сите во клубот? Па и негова, нормално и сите други што работат со него. А точно дека кикбоксот расте во Македонија, еве во последните неколку години, можеме да кажеме дека кикбоксот е број 1 во Македонија. Лука оваа година оствари извореден резултат, зема второ место на светско јуниорско првенство, а моментално се наоѓа значи на ранглистата, кикбокс ранглистата на првата позиција. Отворивме секција и во Кочани, сакаме да младите да почнат да спортуваат, значи да остваруваат резултати. А групата таму ни работи, значи понеделник, среда и четврток од 8:15, па еве апелираме кој сака да дојде да спортува. Фудбалскиот ветеран Драгослав Здравков, кој се уште е активен член на Слога 1934, доби признание за особен придонес во развој на фудбалот во општината. Зоран Васевски од фудбалскиот клуб Слога пак доби награда за најдобар спортски работник, а во образложението беше нагласено дека тоа е признание за неговиот придонес за развој на клубот од неговото обновување до денес. Од оправдани причини тој не беше присутен на доделувањето на признанието, но во писмената порака до присутните нагласи дека паричните средства од наградата ќе ги отстапи на штитениците од Дневниот центар за деца со посебни потреби. Признание и вредносен ваучер за најдобар млад спортист доби Петар Захариев, член на фудбалскиот клуб Слога 1934, а за најдобра млада спортистка Стефанија Веселинова од кикбокс клубот Лидер. Фудбалскиот клуб Слога 1934 е избрана за најдобра во категоријата спортски екипи, а признанија за постигнати високи резултати и промовирање на општината во областа на спортот добија младите спортисти Анастасија Гоцевски, Нела Петреска, Борис Митревски, Нина Колева и Анастасија Андонова.